Време е повторно за гости. Втората гостинка веќе ни пристигна, за која што исто така е задолжена Слободанка, нашата колешка, која што е денеска во мојата десна страна од студиото. Нашата гостинка е по професија логопед. Добре дојде за Ивана Илиовска, која ќе ни каже многу повеќе за тоа. Слободанка, кога е вистинско време да очекуваме дека е природно и нормално детето да почне да зборува и како да се однесуваме и што да направиме доколку не е се така по правилата. Знаеме дека животот не е книга, туку животот се состои од многу исклучоци на кои ние треба да научиме да се прилагодуваме, ама и да делуваме. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Така, јас со големо задоволство ќе ве слушам и ќе ви се вклучам подоцна во дискусијата со оглед на тоа дека имам многу прашања кои би сакала да ве прашам, да предности ја давам на Слободанка. Секако, Сузе, кога и да посакаш, знаеш дека тука сме ние сите заедно во утринската за да допринесеме плюс нешто повеќе. Добро утро и добре ни дојде. Логопед Ивана Илиовска, како што веќе напоменавме. Така, добро утро, ви благодарам уште еднашка на поканата, навистина ми е задоволство што сум денеска тука со вас. Верувај дека задоволството исто така е на наша страна кога имаме вака млади логопеди кои што и како знаат да работат со дечињата. Меѓутоа ова утро ние ќе зборуваме за раниот говорен развој кога дечињата веќе почнуваат да зборуваат. Меѓутоа логопедот, ајде да појасниме и зошто се одлучивме во животот за логопед. Прво тоа ќе ве прашам, да, и за вашата професија, меѓутоа и потоа ќе зборуваме и ќе ги опфатиме сите оние проблематики кои логопедот и како може да ги реши. Па вака, јас уште како мала најчестата игра ми беше да бидам учителка и имав еден куп и дневници, петки ставав и сето тоа. Меѓутоа мајка ми работи дефектолог и секогаш сум ја гледала и она како работи со модела кај нејзина работа, доста често и денеска ќе ја поздравам, знам дека ме гледа. Така кога дојде време за да се одлучам што професија ќе бидам нели понатака во животот, сакав да бидам учителка по англиски. Меѓутоа некако патот ме однесе на таа страна и тоа што го гледав мајка ми што го прави, што го работи. Тоа беше клучниот момент да јас во тој момент тогаш се отворија студиите кај нас за логопед, значи иначе пред тоа немаше, јас сум втора генерација на логопеди во Македонија. Така да тоа беше моментот кога јас го фатив тој смер, тој пат. Сега ова утро не гледаат многу баби, имаме кои ги чуваат своите внучиња, мајки, татковци, родители. Многу е важно да знаат или оние кои можеби се соочуваат со проблематики и го забележуваат проблемот на говорот кај детето. Сега тука ние ќе објасниме многу повеќе за раниот говорен развој, кои се оние аларми кога родителот треба да побара помош од логопед кај дечињата. Ке ни појасниш, се разбира, за ова за што јас конкретно прашувам, затоа што знам дека има дечиња кои потешко нели пак можеби родители кои се загрижени зошто пак детето се уште не зборува за разлика нели на која годишна возраст сме. Така, значи јас се водам по тоа, не сакам да се кажува некоја рамка, пример детето до 3 години треба да се чека за да дојде на логопед или треба да чекаме до одредена возраст. Значи си има говорни норми кои што се очекуваат од детето нели во секоја возраст. Тоа е дете, нормално дека може да има отстапки, едно дете прозборува порано, едно подоцна. Меѓутоа има многу други работи кои што стојат тука под говорот, кои што се важни детето да ги има за да дојде до тоа зборување. Сега јас апелирам до родителите доколку видат нешто се сомневаат, имаат некоја грижа околу развојот на говорниот развој на детето, никогаш да не чекаат одредена возраст. Многу е подобро навремено да се направи една проценка, да се види како е развојот на говорот на детето и да се добијат конкретни совети што да се направи за да му се помогне доколку има потреба во тој момент. Не велам дека секој дете е спремно да има на 2 години пример логопедски третмани, не. Меѓутоа некои интервенции кои што ние ги правиме преку родителите, многу е важно да се направат на таа возраст кога детето му е потребно, отколку да се чека, па да се дојде до возраст кога веќе ќе бидат многу работи. Нели треба да се тркаме со времето. Сега, кои се оние проблематики со кои што се соочуваат дечињата и на каков начин логопедот ги решава и во вашиот кабинет како изгледа еден ваш работен ден? Значи, говориме сепак за раниот говорен развој, за оние помалите дечиња. Кои се најголемите проблематики со кои што се соочуваат еве дечињата кај нас? Што е она што пречи во говорот, а вие секако сте тука за да помогнете? Така. Па најчесто ни се обраќаат родители кои што дечиња се веќе дошле до кај некоја 2-2,5 годишна возраст, а се уште немаат ниту едно зборче кое што го користат со значење или пак се уште не покажуваат дека го разбираат говорот или немаат комуникација никаква со родителите, едноставно родителот зборува, детето се не го слуша.
Така да најчесто таа е групата на родители на најмали деца кои што доаѓаат нели да побараат помош и поддршка од нас. Ние прво го користиме моментот на родител како алатка родителот, затоа што сметаме дека родителот е тој што е незаменлив во оваа ситуација кога може да му помогне на детето. Така да ние правиме проценки, го проценуваме говорниот развој на детето и даваме совети како родителот да постапува. Така. Потоа правиме повремени контроли и ако некогаш има потреба, понатака се вклучува логопед стручно лице. Меѓутоа секогаш прво гледаме да го искористиме родителот како алатка преку која со совети ќе се насочи. Така, еве се вртат оние материјали кои што ги имаме во моментов и начинот, принципот на кој што вие работите со дечињата, забележав нешто во устата како најверојатно со самиот тој метод можете да знаете зашто конкретно или кој зборче или која буква треба убаво да се изговори. Значи ова се оние, еве може да ги искоментираме принципот на ваша работа, значи што е она што во моментов го гледаме? Во моментот го гледате, ова е мојата киркичка. Да, е жива и здрава. Ова е насловната страна за големиот курс, кој што е насловен првиот збор на бебето. Ова е прирачникот исто, односно бележник за говорни достигнувања. Кој и еве го бележникот во кој што може да се забележат. Ова ме интересираше зашто конкретно станува збор. Ова е за добивање на гласови. Така? Да, ова е за добивање на гласови, ова се логопедски сонди кои што во моментов ова што го гледаме се користат за логопедска масажа, и ги користиме и за добивање на некои одредени гласови кај поголемите дечиња. Добро, да, забележувам дека ова детенце веќе поголеми дечиња, веќе кои што имаат проблеми со изговор на некои гласови. Овие се некои вежби кои што ги практикуваме за во односно на третманот на пелтечење, за координација на двете рачиња. Ова е една апликација која што користиме, го обработува звукот и пример ако детето има проблем со изговор на гласот Ш, апликацијата бираме гласот Ш, го обработува специфично гласот Ш и детето го слуша малку појако и на тој начин се стимулира гласот Ш полесно да се изговара и да се автоматизира. Одлично. Одлично, да. Можам да ви се приклучам. Ајде, се заповели. Да, би сакала да ја прашам Ивана, со оглед на тоа дека имаме дечиња кои што имаат рана дентиција, многу рано им излегле запчиња, велат дека тие дечиња на кои рано им излегле запчињата, рано им се расипуваат. Така да многу е честа ситуација кога овие деца остануваат со практично црни заби или остатоци од заби на самиот старт од животот, со ненавршена една година, што од многу шекери внесување, што од многу долго, што останувале и биле доени. Многу се причините, јас не сум педијатар и не би навлегувала во таа тема, но забележувам се повеќе мали дечиња кои што ги немаат единиците, ги немаат и двојките, се до моментот додека не почнат да им се менуваат забите. Колку недостигот на единици и двојки горе е причина за лож и неправилен говор и дали тоа остава последици на се она што понатаму тие ќе го имаат како израз, како говор на одредени букви или гласови, дали тоа врши навистина некаква причина. Да, и ние доста често имаме дечиња на кои што баш им фалат запчињата горе или доле. Нели забите се многу важни во целиот говорен апарат, каде што детето нели се битни за правилна артикулација на одредени гласови, особено на сигматизмите. И децата немаат бариера за јазичето и јазичето се изместува, оди напред или воздушната струја се разслеува на сите страни, имаме проблем со неправилен изговор. Меѓутоа многу е важно исто така доколку ги немаат децата запчињата, а приметат родителите дека има неправилен изговор, да се почне со логопедски третмани затоа што пак има можност да се постави нели правилно и воздушната струја и јазичето и детето и без запчињата правилно да ги изговара тие гласови. За да не му се смејате. Во училишта децата се навистина деца, се разбира. Го споменавме пелтечењето. Што е она и на каков начин логопедот може да помогне токму во оваа проблематика, затоа што знаеме дека навистина еве овие дечиња можеби се соочуваат, па се повлекуваат во себе, па не толку многу ќе сакаат да зборуваат пред сите на училиште и така натаму. Може ли да се реши токму овој проблем што го споменавме, затоа што знаме еве како што кажа Суза, сите од искуство или оние кои живеат во нашата близина, на која годишна возраст кога ќе забележиме или зошто настанува пелтечењето? Ајде нешто околу оваа проблематика со кој што се соочуваат родителите.
Па пелтачењето настанува може да има многу фактори, значи може да е генетски фактор, може да е нешто на психолошка база, да се случило нешто па детето да почне да пелтачи, може да е на нешто што се случува на ниво на мозочето, некои промени кои што исто треба да се видат. Значи има многу фактори кои што прво треба да ги исклучиме па за да видиме на кој начин треба тоа сето да се третира. Јас можам да ви кажам еден податок дека после короната како помина сето тоа имаме како пандемија на деца кои што пелтачат. Навистина. Премногу деца има кои што пелтачат и кои што го имаат тој проблем. Се јавува значи од најмала возраст кога ќе забележат родителите прво оставаме да видиме дали правиме односно преглед да видиме дали станува збор за физиолошко пелтечење кое што и доста често се јавува кај дечињата кои што се во фаза на прозборување. Тоа физиолошко пелтечење е кога детето знае све што треба да каже, во моментот има мисли кои што сака да ги искаже, меѓутоа не може затоа што говорниот апарат се уште не е доволно зрел за да може тоа да го направи, настануваат тие прекини. Физиолошкото пелтечење се надминува, значи самостојно се остава да се надмине, меѓутоа доколку не се надминат овие пречки или во говорот како прекини што се јавуваат, тогаш веќе треба да се вклучи логопед во третманот. Да, колку логопедот еве може да помогне кога станува збор за пелтечењето кај дечињата? Така, многу може да помогне затоа што со вежбите кои што ги посочуваме и ги вежбаме, се фактички како една практика која што детето понатака во целиот свој живот треба да ја практикува, затоа што пелтечењето не е болест, него е состојба која што се јавува и која може да се надмине. Се надминува, да, меѓутоа таа е дел од личноста. На сите ни се случува во одреден момент да застанеме, да се закочиме, да не знаеме што да кажеме. Меѓутоа, некој тоа го усовршил подобро, некој помалку. Така да ние сме тука за да им помогнеме на децата како тоа да го усовршат, за колку помалку да биде тоа видливо и да го надминат едноставно. Така, да. Колку години како логопед работиме? Јас работам 10 години како логопед. Со свој кабинет сега? Мојот кабинет го имам 8 години. Да. Каде се наоѓа? Се наоѓаме во Тафталиџе. Во Тафталиџе сте. Да. Еве за сите оние кои сакаат да ве исконтактираат и им е потребна помош токму од логопед. За сите овие години кои ги споменавме, млада сте. Така. Што е она што сте поминале и еве барем од сите примери кои ги дадовме за раниот говорен развој, за алармите кога треба да се јават родителите кај логопедот, па и во поголема возраст нели кај дечињата. Со кои ние најмногу проблематики се соочуваме кај нас? Што е она што вие наидувате или пак да кажеме најчестиот проблем кој што го имаат дечињата во говорот? Како што кажав, значи најмалите, најголемиот проблем е прозборувањето, сиромашен фонд на зборови, неиздржана мисла, односно неграматичка реченица, искажување. Потоа кај поголемите дечиња има доста проблем со артикулацијата. Добре. Во моментов искрено поголем проблем имаме со сигматизмите, значи со изговорот на С, З, Ш, Ж, Ч, Дж, значи многу почесто има деца кои што тоа веќе нашата азбука. Да, не може тоа би се веќе 8 гласа, кој што еден глас ако се кажува неисправно автоматски ги повлекува сите други гласови пошто се една група. Исто така на Р неправилен изговор, Л, па има доста често К, Г гласови кои што не се изговараат. Има дечиња кои што едноставно имаат проблем, ќе ги кажат посебно сите гласови, меѓутоа кога зборуваат сите гласови се изместени, така да тоа се најчестите проблематики. Но вие ги местите на ги носите полека на место. Да, ред по ред ги носиме на место. Пелтечењето, како што кажем, во последниве 2,5 години тоа е многу изразено, имаме многу дечиња со кои што работиме на пелтечење, така. Тоа се работите со многу дечиња, имаме многу дечиња кои што се соочуваат со вакви проблематики за жал. За жал, да. За жал, да. Последниве 3 години ептен. А доаѓаат ли дечиња кои одат веќе на училиште, а се уште не може да ја совладаат кога веќе зборуваме, еве имавме за она што е наше убаво македонско и кога треба нели за музеите како и да е во имавме гости, меѓутоа она што е наше и што треба да си го зачуваме, тоа исто така нашата азбука. Так. И токму ке се надоврзам логопедот е тој што може сето тоа да го надмине кај дечињата доколку се соочат со проблематики. Доаѓаат ли од училишната возраст кои што ете не можат на училиште убаво да ги изговорат оние букви кои веќе треба да ги знаеме? Така, да. Па дете што не може да ги изговори гласовите, понатака има проблеми во описменувањето, затоа што не може да ги изговори правилно, не може да ги прочита правилно, не може да напише правилно. Така да, имаме и доста дечиња кои што се веќе во
во училишните клупи, меѓутоа кои што останале тие некои проблемчиња, недостатоци кои што треба да се надминат и нормално им даваме шанса и пробуваме да се надмине тоа. Ние зборувавме за рани одговорен развој за дечињата, меѓутоа ајде да прашаме за повозрастните, затоа што можеме да забележиме дека и кај нас, кај повозрастните може да се забележи дека имаме некои проблематики во изговорот на буквите. Имате ли возрастни кои доаѓаат кај вас? Да, јас во моите 10 години сум имала и повозрастни, сум имала и дечи. На која годишна возраст? Сум имала и 18 годишни, 25 годишни млади луѓе кои што едноставно чувствуваат дека нешто не е во ред и сакаат да се го коригираат тоа за да имаат поголема самодоверба нели кога разговараат. Така да сум имала не е толку често, меѓутоа сме имале во пракса. Оние кои можеби позадоцниле. Затоа се што е на време да се реагира, мислам дека секако дека мора да има резултати, поготово еве кај дечињата кои што се соочуваат со проблематики во рани одговорен развој, затоа сте вие тука логопедите, вака убави млади, сигурно дека и со самото тоа ги привлекувате и дечињата да знаат нешто многу повеќе затоа што работиме нели со нив и треба да им пренесеме една убава енергија. Така е, така е. Ви посакувам и многу успех понатака и еве сите оние кои што навистина имаат таков проблем знаат каде треба и кажавме за алармите кога треба да се јават кај логопед. Благодарам за гостувањето, па се гледаме некоја повторна прилика. Ви благодарам и на вас, па ве очекувам да се видиме повторно. Секако се разбира со задоволство.